Абре, домајкина, што си се замислил? Како гемиите да ти пропаднале? Нема ни жена, што сум се замислил. Се замислив за синовите наши. И што за синовите? Што направиле? Па и да направиле нешто, тоа ќе биде за чудење. Зашто фала му на Бога, децата ни се многу умни. И ништо лошо од нив немаме видено, ниту ние, ниту другите. Ама жена, кога реков дека сум се замислил, не сум се замислила за лошо, за арно. Само си мислам дека за ова требаше да мислам многу порано, додека беа помали, а не сега кога порасна. Ако е за арно, никогаш не е доцна. Ајде, кажувај што си намислил. Кажувај да? Чекай. Оди, викни ги овде. Па ќе чуеш. И ако нешто не те бенде са мојот муабет, немој да премолчуваш. Одма да кажеш. Мајка си. Ајде, оди. Ајде, додам. Викни ги, оди. Што е, татко? Ела те соли. Седнете. Кажи, татко. Да не се случило нешто лошо? Абе, зошто веднаш на лошо мислите? Така и мајка ви преска, така и вие сега. Не. За друго е викнав. Сакам нешто да се договориме. Вака сега. Вие сте веќе пораснати. Големи сте, не сте мали, за да можем да ве ранам, да ве гледам. Оти така зборуваш, домајкина? Од каде на каде ти да ги раниш кога децата не се застанати од работа? Па сами си се ранат, бре, домајкина. Амо ли, жена? Кога го реков ова, не мислев ништо лошо. Само си мислев, може би сакаат некоја своја работа да фатат. Тоа сакав да окажам. Каква работа, бре, татко, кога немаме никаков занает? До сега се сме работеле со земја, со стока, со такви работи. Така е, синко, тоа не ви бега. На тоа секојаш може да се подпрете. Ама си мислев така, не ти е лошо малку да прошетаме по светот, по околината, да видите какви се работи има, какви занаети има, може би нешто ќе ви фати око, може ќе сакате нешто да поднаучите. Оти човек не знае што го чека понатаму во животот. Убаво е да си има поите врати подотворени, кој ќе падне човек во неола, во зло, за да може да има кај да влези. Абе, татко, мене и вака ми е убаво. Ама штом велиш отие со шетање работата, не ти пререкувам, како ќе кажеш ти, така нека биде. А кога ќе тргнеме? Уште утре. Јас ова требаше и порано да ви го кажам. Ама не сакам време да губиме. Уште не е доцна. Значи, утре рано тргнеме. Да ти кажам право, тате, многу ми се направи кефот, оти вака ти текнало. Си мислев оти ќе помине времето, ништо нема да научам и да видам. А што е за право, млад сум, греота е уште сега да го гледам крајот. Па и крајот да ми биде ист како и почетокот. Уште взори ќе се сготвиме и ќе тргнеме. Така е, синковци мој, така е. Епа, домаќинке, ете, слушна тоа што сакав да го кажам. Сакам сега јас тебе да те чујам. Шо мислиш ти за оваа работа? Ќе кажам ти убаво си намислил, домајкине. Нека им се отворат нови порти, а дали ќе влезат во нив, тие самите нека си решат. Да. Епа, синковци мои, додиме сега да си легнеме порано, за да можем утре рано да станеме. А ти приготви ги собите. Ајде, јас ќе ве приготвам за напад. Ајде.
Епа, синови мои, се тоа наоколу го изодовме, го изгледавме. Доста беше одење. Сега кажете ми, дали ве бенди са некоја работа? Вистина, татко, бајаги се изнаодевме и бајаги се изнагледав. Така. Мене да ви кажам право не ми е доста. Ама ако така сте решиле, па така нека биде. Ајде да одиме дома и да се одмориме од патот, а? Видиш, а? Ама чеки са, не ми кажавте, одбравте некој занает или не одбравте? А? Шо? Добро, ајде, за таа работа дома ќе правиме обед. Ајде, одиме дома. Епа, синови мои, преспавме, се одморивме, шо се вели. Сега е ред да ми кажете шо решивте. Видовме многу мајстори, многу чираци, многу занаети видовме. И сега сакам да ми кажете на кого кој занает му легна на срце. Ај прво да каснете, па после кажувајте и јас да чујам што сте решиле, а? Така не така. Чекај, мајко. Вака. Јас уште веднаш решив што сакам да бидам, само оти ти рече малку да поразмислиме, решив да почекам и сега сакам да ви кажам. И ајде да кажи. Јас, татко, сакам да бидам ковач. Синкове, син на татата. Многу ми е мило што знаеш што сакаш. Шо ме таква работата, одма да појдеш кај ковачот да го помолиш да те научи на занаетот. А јас таму кога што видов, не видов ни калфа, ни чирак. Да ти кажам право, мислев, думав и домислив. Си велам, во селото наше нема таков занает. Ем јас ке си имам работа, ем кога на селаните ќе им затреба ковач, нема да треба да одат далеку. Убо си го смислило, Осинко. Убо. Значи, не било бадила што сум вешетал по селава наоколу. Значи, уште утре да појдеш кај ковачот. Ке појдам, оти ке треба бајаги време за да го научам убаво занаетот. А и мајстор да станам. Ај на мајка, мајсторот. Абре, синко, ние имаме и земја, и стока, па имаме и што да јадеме. Ама, многу ми е мерак што ќе бидеш мајстор. Уште сега ги слушам како викаат. Мајсторе, дај ова, па мајсторе, дај она. Браво. А ти, Мирче, синко, што реши? Не знам. Уште не можам да се решам што да бидам. Харно бе, синко. Харно. Ако не си решил. Ако ние да занајат не ти се бендиса, добро, тогаш остани дома. Остани да работи земјата. И така јас и мајка ти тешко можеме сами да работаме. Не е тоа, татко. Друго сакам да ти кажам. Сакам уште еднаш да излезиме со тебе и уште еднаш да прошетаме. Сакам троа пубаво да размислам. Ако и така бидува, ако ќе одиме, ќе прошетаме, размисли. Јас не сакам матро да ти го кршам. Не. Да речеш утре после вака било, така било, демек јас сум ти стоел на патот. Абре, синко, не си веќе дете. И овој пат треба да се решиш. Јас до некаде и сум решен. Само сакам уште еднаш да се обидам. За оваа работа што сум наумил да ја работам, ми треба троа повеќе време. Добро бе, синко, така нека биде. Што се вели, утре тргаме на пат, шо? Заедно ќе отидеме. Јас ќе си останам кај ковачот, а вие продолжете си. Ама зошто утре? Зошто утре, кога може уште денеска? Денот само што започна. И поарно е да не го губите, така ли е, домаќина? Не, вака ќе направиме. Крста нека остане дома да се приготви за пат, а јас и Мирче ќе појдеме на нива да поработаме троа, да ти намалиме од твојата работа за утре. Видува? Ако и така не е лошо, домаќина, така нека биде. Ајде. Ај само малку да крстаме и после ќе му се пуштиме на нива.
Што е, бе, татко? Што застана? Абе, застанав, синко, сакам да те прашам нешто. Кажи ми ти мене, што ти беше тоа, сум решил, ама не сум се дорешил. И сакам уште да помислам, а? Ајде, кажи ми, шо е тоа за да знам, да не одиме понатам, бадијал. Види, татко, немој да ми се налутиш, ама од тие работи што и гледавме, мене ништо не ме бендиса, ништо. Аман, бе, синко. Да, бе, тате, и сега како да ти кажам, јас сакам да бидам сакам да бидам крадец. Тоа некако најлесно ми се гледа за работа. Крадец, а? Сакаш да бидеш крадец? Добро, синко. Биди крадец. Биди. И ќе крадам само добиток. Да, месо ќе имаме колку што ни сака душа за јадење, а останатото ќе го продаваме. Добро, синко, ако така си решил, ако не ти е страв да те фатат, ако не се плашиш од зандана, од бесилка, ако не ти се треси душата ако ќе постигнеш по туѓо, биди крадец, јас на патот нема да ти ставам. Јас, татко, така решив. Тоа најмногу ме бендисо. Ај, не можам цел живот вака веќе да трчам по ниви и по бавчи. Добро, бе, синко, јас реков, јас на патот нема ти ставам. Нека биде така. Ајде да појдеме на него. Кај отиде рано наутро. Рече оти рано ќе тргнеме, како се заба и пладне ќе не фати. Не знам каде отиде. Кога го прашав, не сакаше да ми каже. Само рече да го чекате и оти бргу ќе се вратил. Ете тоа ми рече. Мајко, јас ќе одам. Ќе одам полека, тие нека ме стигнат. А и да не ме стигнат, знам каде е ковачот. Сам ќе си стасам. Арно. Чекай, синко, еве го доаѓа. Аман бре домаќиња. Што добро. Абе, сега ли најде да вршиш работи кога децата те чекаат? Жено, морав да ја завршам оваа работа. Морав. Што работа ќе беше? Ај, кажи ми. Шо беше? Не туку прашуе многу. Не треба се да знаеш. Готови сме? Ајде. Тргаме. Ајде, со здравје. Со здравје. Ајде, со здравје, мајко. Ајде. Па, синко, од тука натаму ти сам. Ти натаму ние навам, а? Ајде. Оди ми со здравје и со късмет. Со здравје, татко. Со здравје, брате. И тебе нека ти е со среќа. Ајде. И да знаеш, синко, ковачницата ќе ти биде направена и ќе те чека да почнеш да работиш. Ајде, со здравје. Арно. Ајде, со здравје. Па, синко, шо правиме јас и ти сега? Ти рече дека сакаш да живееш од крадење, а? Така реков, татко. Нема да се премислиш? Не. Цела ноќ мислев око не склопив и решив, ќе бидам крадец. Арно, шом така си решил, така нека биде и нема потреба да одиме многу далеко. Дојди се. Ја гледаш овцата? Ја гледам. Сакаш нејзе да ја украдеш? Сега ќе ја украдам и вечер многу убаво ќе се нагостиме. Мајка многу убаво ќе ја сготви, а ние уште поубаво ќе се изнајадиме. Така. Сега оди ти краде, ама почекај ме јас да заминам. Не сакам некој да ме види и да рече дека и јас крадам.
Чекај, ама ти нема да ме чекаш овде? Не, Весинко, какво чекање? Не. Ти ќе ме почекаш аз да заминам. А ти, од кој ќе замнем аз, кради ја носија, што сакаш прај. Ај со среќа. Месото уште малку да се попеча. Ама, што ви тек набре луѓе ваква гозба да правиме? А? Па не е некој празник? Одмерак за новиот занает на Мирчета. Кој занает го избра, синко? Ја кажи да се фалам. Не е закажување. Кој ќе дојде време, самиот ќе се каже, надалеку ќе се чуе. Што занает ќе беше тоа домаќинак? Ајде, доста со муабетење. Ајде да почнеме со гозбата. Ајде. Чекај, синко, чекај. Што? Ќе почнеме со гозбата, прво сакам нешто да направам. Жено, оди донеси некој конец. Конец? Конец. Зашто ти е домаќина конец? Донеси го ти, ќе видиш. Ајде. Ајде, ако така видиш. Ајде. Побрзе, ајде. Ајде. Повели домаќина. Ајде, така. Па, синко, ела, наведни ја главата навака, дај да ти го измерам вратот. Зошто бе, татко? После ке ти кажам. Крени. Ете. Ова е вратот твој. Еве ја мерката на твојот врат. Тука сега ќе направиме едно чворче. Значи, толку ти е вратот тебе. Сега мојот. Што ова е работа? Ќе видиш полека, не безе. Ова е мерката на мојот врат. Така. Ги измерихме вратоите, седни сега, жено, да се накркаме убаво, да се надиме како никогаш досега. Ајде, тури. Така, синко, дај едно троа лепче. Ајде. Така. Ово. Дај, чинијата. Така. Море шуба сум ја направила да знаем. А месото, чекајте. Чекај да видиме. Месото кое ќе го донесам, Ето така. Да почнеме со јадење. Да почнеме. Ајде. И лепче. Што ти е, бре, синко? Ништо не ми е, што да ми е. Дај од виното. Соседот дојде. Петре! Добро вечер, домакини! Здраво, Нека ви живо. е на здравие вечерата. Сполајте, Петре. Ајде, бужам. Не. Седи. Не. Абе, касте малку шо не саде. Не сум гладен, најна сум. Таку, сепак, ќе каснам малку од ово јавење. Одстав? Што се вели?
Ајде. Глад се трпи, стрв не се трпи. Дури му. Ајде, дури дома. Турам, како не. Еве. Абе, многу убаво. Многу Се гледа, многу. се гледа убоje. Се погоди. Јас ја правам. Ајде да пробам да видам што си направила. Свето се најде. Многу убаво. Дојде и Митроица. Здрава живо. Арни! Си јадете, а? Шо е ова, гузби се прават овде, а? Да не има нешто? Не. Митроица. Абе, ни текна да крстиме нешто убаво, Нешто и убаво. решиме да се почестиме. Убаво на здравје, нека ви. Јас реков така затоа што ни ручек, ни вечера, ни таму, ни ваму, па не знаев дека ќе ве најдам на јадење. Ајде, Ама седи. сега и ти да си седнеш да си кажеш. Не. И чашак и ти тура. Не, Ајде, полајти, понудено, како изедено, немам време. За масло нели дојдов. Почнав да правам вечера. Ајде, масло да донесе. Изроби го ова, ама гробиче пиперче, го ставив на оганот, масло, ама капка немам, капка една немам. И си велам кај ќе одам, Ќе ти дадеме, ќе дадеме. кај Иваница ќе одам за Ајде масло. да побрзо и пола. Овде напечено мириса. Напечено мириса. Зато ти велиме, седни да пробаш да кажеш. Не, брзам, а треба да чекам. Шо убаво мириса. Кажа. Ама не е готово. Еј, од мирисањето ми текна големо гајле си имаме денес. Ман, Домаќинот мој не е прибран уште, денеска. Од стадото наш. Снема едно јадење. И го баравме, јас дојдов вечера да правам, тој остана да го бара, дали ќе го најде. Кола не е знам. работа, ке се Кој знае врати. каде отишло Ке се јагнето? врати само, бе, ќе огладни. Мајка му е жива и здрава овцата. Жива и Ке здрава е. се врати. Ке се дојде по мајката. Загреата, кој знае каде отишло? Дај го, масло. Ајде, со здравје, со здравје. Манџава многу уба сте ја направиле. Многу уба. За мераке, многу се погодим. Но, гледам ти, со лезете изеда. Дугу, да те прашам, ти треба нешто или онака намина? Онак. Си велам, рано е за вечера, не знаев дека вечерата и туку така, поминав. Таа навистина, рано е за вечера, ма ние денеска не ручавме. Са ова ни се фати воедно. И ручек и вечера. А ти, Мирче? Што јас? Тебе не се плаши онака, сакав само те прашам како си, арен ли си, откако влегов уста не отвори. Парен сум, гледаш што ти сум арен. Шо ми фали? Се замислив така нешто. Си каснав, убаво се најадов, се видовме, и сега јас ќе си одам. Нека бе полека, бе има време за деня, бе. Абе имаме овчо печено, остани уште тоа. Ако заборавив дека имам некоја работа и морам да одам. Благодарам за вечерата и со здравје да ми остане. Ајде. Па дојди. Си отиде соседот. Си оти. Леле, пуста Митроица, колку зборува, не може човек да ја сопре. Тебе па ти кој да не ја знаеш. А вие шо правите? Доста е, мајко, кревај го јадењето, се најадовме. Ајде, како трнало цело село ќе се довлече. Ако десинко има многу јадење, види. Ти реков, кревај го јадењето, јадевме, се најадовме, кревај го. Добро, не лути се, бре, синко, еве, сега ти. Ај. Синко, дојди ваму да ти го изменам сега вратот, после јадењето. Така. Ти ослабел вратот, крајвите се преклопуваат.
Сега да видиме кај мене. О, гледаш? А? Крајевите не може да се доближат. Вратот ми се здебелил. Зошто, бре, татко? Тебе ти се здебелил вратот, а мене ми ослабнал. Лели и двајцата јадевме од истото јадење. Јадевме, синко, јадевме од истото јадење, јадевме, ама јас јадев мирно и спокојно, а ти јадеше со страв. Ќе умреше од страв на секое тропање и отворање на вратата, се си мислеше дека ете го стопан од новцата, дојде да ти ги врзе рацете. Чекај, бе, татко, а како тебе не ти ослабнал вратот, кога и ти јадеше од манџата направена со месото од украдената овца? Па сега, синко, овцата е украдена за тебе, за мене не е. Оти та овца јас ја купив и ја врзав таму. Додека јас јадев мирно и спокојно, ти умираше од страв, синко. Ова ти е ука, синко. Ука за навек. Од украденото никој не се наситил. Сполај ти многу, татко, за школово што ми го даде. И да знаеш, од овој занајат јас ќе се откажам. Таков ми те сакам, бе, синко. Сега душата ми е наполна. Ела да ми те баци, тато. Ела ми.